Верувам дека последното вклучување на лица место ќе биде интересно за нашите гледачи. Станува збор за Скопскиот поетски фестивал, односно неговото 6-то издание, кое што ќе се одржи од 7 до 9 мај. Самата програма ќе се реализира токму овде во Младинскиот културен центар, каде што се наоѓаме. Свеченото отварање е предвидено токму за тука, но исто така дел од програмата ќе биде одржано и во Буква. За што поточно станува збор, односно која програма е предвидена и колку всушност е важно да говориме и самото тоа што се одржува ова 6-то издание на Скопскиот поетски фестивал. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, водителка на самиот фестивал Марија Велинова. Дека сакаме добро утро. Добро утро, Марија. Да, како што кажа и ти, оваа недела ни започнува 6-то издание на Скопскиот поетски фестивал. Минатиот месец го најавивме со преднастанот Одскочна даска, кој што е наменет за млади, но оваа недела почнуваме во четврток, овде во МКЦ, и со така и петок ќе програмата се одвива во МКЦ, и третиот ден сабота се преместуваме во Буква. Значи, исто така ќе го започнеме фестивалот со преднастан кој што повторно ќе биде посветен на младите, а тоа е промоцијата на панорамата Техна и епистема, поезија пишувана од млади, токму од учесниците на Одскочна даска од минатите 5 години. Така што ќе ни настапат околу 50 на млади поети, кои што се застапени во книгата, и потоа продолжуваме со официјалното отворање, на кое што ќе биде интернационално и ќе ни гостуваат повеќе поети и поетеси од странство, како и од Македонија. Всушност, годинава имаме поети кои што ни доаѓаат од Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Грција, имаме палестински поет кој доаѓа од Бугарија, но исто така и од Турција и од Кина ни доаѓаат поети, така што ќе биде едно доста шаренолико издание, каде што ќе можеме да слушнеме различни поетики и различни пристапи кон поезијата. По отварањето следува еден доста уникатен настап на двете млади црногорски поетеси, Марија Војошевиќ и Барбара Делач, кои што ќе изведат перформанс во кој што поезијата ќе ја спојат заедно со музика, со танц, говор на тело, и така на еден поинаков начин ќе ни ја представат нивната поезија. Додека вториот ден исто така започнуваме со еден концепт со кој што започнавме лани. Тоа е читање 1 на 1, во кое што 5 поети ќе читаат само на 5 луѓе од публика и меѓусебно ќе комуницираат само преку поезија, значи нема да има никакво зборување, нема да има рефлектори, аплаузи, туку директно еден спроти друг ќе седат и ќе читаат поезија еден на друг. Потоа продолжуваме со диптих. Тоа е настан во кој што представуваме двајца поети. Во овој случај станува збор за поетесите Гонџа Озмен од Турција и Кристина Шпиранец од Хрватска, чии што песни се препеани на македонски во издание на ПНВ. Така што ќе разговарам и за нивните поетики, но ќе ги представиме и ќе прочитаме дел од поезијата. Потоа продолжуваме повторно со интернационално читање и третиот ден повторно ќе се одржат уште 2 промоции на црногорските поетеси што ги споменав, на Денис Шкофич кој ни доаѓа од Словенија, и ќе завршиме со читање кое што го насловивме Diversity или Diversity, во кое што ќе учествуваат повеќе македонски поети и дел од интернационалните гости во една понеформална атмосфера во Буква, каде што така ќе го заокружиме со сето тоа фестивалот. Кажете ми, какво е искуството да се споделуваат идеи, да се соработува со странски поети? Дали има разлика наспроти домашните поети? Па во односот не би рекла дека има толку разлика, најмногу од се што од неголемата придобивка што ја чувствувам и јас како некоја млада културна работничка е тоа што можеме да увидиме некои нови културни практики и книжевни практики на нивната поетска и книжевна сцена, да видиме како се развиваат работите таму и да си го размениме искуството. Секогаш ни се отвараат нови видици и кога читаме и кога ги слушаме, и мислам дека е доста важно да се поврзуваме како и со луѓето од регионот, така и со луѓето од светот, за да можеме да некако да ја шириме
поезијата, впрочем. Да се зголемува самото искуство. Ова шесто издание на Скопскиот поетски фестивал се одржува под мотото со стих спроти наратив. Која е пораката со која што сакате да се пренесе всушност преку ова мото, односно какво одбележување се пренесува преку ова мото? Да, секоја година мотото го избираме да одговара на целосната атмосфера во светот во тој период, така што годинава со оглед на тоа дека има се отворени повеќе војни, постојат доста активни пропаганди кои што се одвиваат во светот. Сакаме да направиме дистинкција на текстуалната моќ која што ја има книжевноста и да спротивставиме тоа како одредена книжевност, но и јазикот сам по себе може да шири наративи, може да врши пропаганда, влијание, да ги дели луѓето и да ја истакнеме политичката и ангажирана моќ на поезијата, која што може преку стихот исто така да изврши влијание, но на поискрен начин. Но исто така зад стихот ни стои и поетот Ален Гинзберг, чија што 100 годишнина од неговото раѓање се обележува во јуни и всушност во поголем дел сме инспирирани од него, затоа што тој е застапник на битничката генерација која што многу се залагала за слобода на сите полиња во животот и неговата поезија е токму посветена против светските режими, против тој пишува антивоена поезија која што денес исто така ни е многу важна и целиот фестивал всушност ни е посветен и на младите, на новите гласови, но на оние кои што истапуваат напред и гласно и го заземаат просторот, токму она за што се залагал и самиот Ален Гинзберг. И сето тоа го врзуваме на еден начин и преку мајскиот фестивал кој што се одржа во 65-та година во Прага, каде што студентите, околу 100.000 студенти, го прогласиле за нивен крал на фестивалот, со тоа што на еден начин ги застапили неговите идеали и со тој начин се спротивставиле на режимите кои претходно го застапувале тоа славење на доаѓањето на пролет. Ви благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека ќе говориме и за едното издание, односно за 7-то издание на Скопскиот поетски фестивал. Верувам дека всушност е традиција. Верувам дека и поттикнавме на некој начин со овој разговор млади да дојдат да видат за што станува збор, со оглед на тоа дека имаат можност, се одржува 3 дена токму овде каде што се наоѓаме и во Буква, како што напоменав. Да, фала ти и тебе, Марија, и секако сакам да кажам уште еднаш дека ги повикувам сите што не гледаат да не посетат. Влезот е слободен, така што може да се изберат што најмногу им одговара и да не посетат да дознаат нешто повеќе за поетите од овде и од странство. Благодарам уште еднаш. Верувам дека дадовме идеја како да го искористите слободното време, односно да дојдете и да видите за каков Скопски поетски фестивал станува збор, односно да дојдете и да го видите 6-то издание кое што се одржува на 7, 8 и 9 мај. Свеченото отварање уште еднаш ќе напоменеме дека е предвидено за токму овде каде што се наоѓаме во Младинскиот културен центар во Скопје.